Дел по дел, айде да си направим и един мал концепт. Прво може да продискутираме за батериите. Много от луѓето и ги интересира шо со батеријата, колку време ќе може да возиш со една батерија, нели, она како кафе рейнџо, дали ти е потребен поголем рейндж. Ај кажи ми твоето искуство какво е, веќе имаш и ти повеќе од една година и пренеси им на другите да им дадеш малце. Да. Обично најчесто луѓето питуваат колку време се пуне, колку кошта пунењето и колку минеш со едно пунење. Да. Ама сите го гледат тоа како телефоните да си ги пунат, како од вечер или кога ќе ми се испразне, аз го ставам да пуначи, ми се пуне до 100% и после па го користам. Со колите, пошто тоа е малку поскапа батерија, треба малце по-предпазливо да се такова, ма не кој знае колку. Значи, тоа значи да не паѓа батеријата многу често под 15% да речем и да не се пуне над 80%. Да, добро, тоа е за нашиот тип на батерии што ги имаме, литиум айон, дека има и никел, а моментално iron-based phosphate батериите, тие поиздржливи. Тие се поиздржливи и тие до 100% се пунат. Да, тие главно дека имат железо. Да, и немат никел и се поевтини, ама се потешки. Заради тоа не може да ги стават у перформанс моделите ради нивната тежина. Да. За у Македонија, пошто инфраструктурата тука малку е слаба у тај поглед, јас би сакал мојот модел да има барем уште 70 км рейндж. Затоа што зимно време особено одам на такви релации кај што нема пунач. Штип шапка и назад. Штип шапка и назад или штип мавро назад. И би сакал да има едно 70 км за јас комотно дома си доведам. Ама дали би сакал да има она 70 км или да има по пато на кај шапка 3-4 суперчарџери? Или тоа. Мислам дека добро и по-реална ситуација е да имаме повеќе суперчарџери и нема потреба ние да носиме, пример, уште 20% потешка батерија со нас цело време, да губиме на перформанси, да е поскапа колата, кога тај проблем може да се реши со суперчарџер. Кога би имало барем еден пунач, ете пред или кај Скопје, малку побрз да е, за 10 минути или 15 да ти додаде неко 100 километри, тога и би било многу добра ситуацијата. Имаш и пушти PlugShare веб страната, функционира ли на лаптоп? Никош не сум ја пробал. Ај баш да им покажеме на луѓето, чисто да видат колку има пуначи у Македонија, каков тип на пуначи и чисто у Европа каква е ситуацијата. Да. Зелените пуначи се спори пуначи. Да. И тие се пример како дома. Или за пуначи. Да, или за дома, или за ако идеш у некој мол, да речеме, кај што ќе поминеш повеќе време. Хотел, ресторан. Хотел, да. Тога е подобро да се пуне на овие зеленките. Кај што поспор се пуне за повеќе време, ама тоа е поздрава батеријата, а и не ти треба пример да е многу брзо, ако не се брзаш да одеш некаде. Да. Овие што се портокаловите, тие се DC или брзи пуначи. Да, брзи пуначи. Тие најчесто се над 100 киловатни и отприлика за 20 на минути ја пунат доволно батеријата за да достигнеш до наредниот суперчарџер, кој што се наваѓа обично на дистанца кај што секако би правил пауза. Да. Тоа е на 200 км, после 2 сата возење, да речеме, на автопат.
убаво е да си ги стегнеш ножите. Сега има някой, що може да извози 1500 км да нещо, ама обично луѓето не се такви. Океј, тоа со самата ситуација дека може низ Европа да покажеме каква е ситуацијата и колку густо има суперчарджери на секое место. Да. Ја до сега, дека и да сум патувал низ Европа, никош не сум имал проблем со пунење. Твоето искуство какво е било? Па јас исто уопште не сум имал проблем за да мислам каде ќе пунам, знаеш. Јас имам извозено од Штип до Франција, до тука. Со мојата кола. И имало Тоа си се некој проблем? 2000 километри се тоа. И сега таа екскурзија беше полесна да се извозе со пуначи отколку Штип Маврово. И тоа само кажува дека мрежата надвор од Македонија е супер и дека можеш да стигнеш дека сакаш у Европа со електрична кола, ако сакаш да се возиш толку. Мада треба кај нас да се поработи на инфраструктурата. Има многу малку во кои портокаловки, а би требало да има, да речеме, уште еден тука. Да. Да има барем неколку суперчарджери, мислам дека нема да имаме никаков проблем. Мада и сега ја не чувствувам некаков проблем или на почетокот само првиот месец тоа што го викат range anxiety го имав малце, дека сам си размислував колку километра ќе поминеме, ќе имам ли до крај. После сванав дека она толку добро ги пресметува работите и толку заштитнички се однаса спрема батеријата. Една од убавите работи зашто Тесла е многу јак продукт е ради тие софтвер апдейтс, нели? Што ги имат продуктите. И они можат да ти го подобрат искуството како корисник со нивниот продукт преку апдейт на софтвера на колата. И баш од скоро, не е многу одамна, почнаа да ги взимат у предвид и работи како дали дува ветер у спротивен правец од кај што одеш. Пример, ако знаеш ти дека од Штип до Скопје ти треба 16% или 17% да стигнеш, ако ти дува ветер у грб, ти стигнеш со помалку потрошена батерија. Ако ти дува у спротивен правец, тугајка, знаеш. Добро, ние ти ги знаеме деталите, што имаме видео изгледано и ги знаеме целата математика како е. А уствари на стандарден корисник што не го интересира ништо, он уствари улава колата, става си дестинацијата до која ќе оде и колата само му кажува дури со колку ќе стигне и ако у случај пример возе многу побрзо за нели да му е поголема потрошњата, секој ти дае warning и ти каже колку треба да ти биде брзината за да стигнеш на дестинација. Така да мислам дека е толку осмислено и направено да после веќе тај првиот месец немаш никаков range anxiety. Дури ја имам чувство дека повеќе пати со претходното возило имам застанува на бензинска, него со Теслата на чарджинг, пошто секој сабален или си стартуваш со пун. Тоа е доброто. Исто како некој да ти доваѓа од вечер и да ти долива бензин за секој сабале со пун резервоар да стартуваш. Или позади убавчето да имаш нафта. Бунар со нафта. Рафинерија лична. Така да, тоа е добро и на секој пример за Македонија можам нели да му препорачам ако има дома чарджер, тогаш немаш никаков проблем. Да. И обично тие не се не скапијата на AliExpress или Alibaba ги има по $200-250, што дома го преклучиш на трофозна струја. А дури да немаш специјален пунач таков. Да, со мобил чарджер врши работа. Со обичен штек од 220 волти, преку вечер ти се напуне половин батерија.
Да. Тоа за дневни потреби, као да отидеш до работа и да се врнеш, ако одиш со кола или не знам, ако треба да одиш до маркет после, до продавница, комотно, изводливо да се користи обичен штек за пунење на колата. Да, ја обично кога одам, пример, за Грција на некое место, дека не е толку достапно, и у Грција знаеме дека немат ептен добра инфраструктура за чарджери, исто, од вечер си ја ставам на обичен штек и немам никаков проблем. И обично ете да речеме хотели, Airbnb, Booking места. Знаеш, ако само питаш, може ли да се уклучим колата, обично дозволуват и немаш гајле, утрето стануваш и пуна ти е колата и тоа што допринесува, ти фактички без пари се возиш. Возиш се на туѓа сметка со тоа што имаш можност да си ја боцнеш у било кој штек. Да. Колку